Факт е дека музичката сцена, особено електронската, има недостиг на жени и балансот, родовиот баланс е секогаш во полза на машките артисти, на машките изведувачи. Решивме оваа работилница да трае малку подолго време. Некој оптимум беше 1 месец, тоа што имаме по 2 часа неделно, 2 часа кои што се по 3 сата. Работиме заедно со Дија и со Soulcase. Исто така ќе имаме и предавање од Ивана Драгшич. И исто така ќе се проектира и филмот заедно на Калија Димитрова. Па не треба да имаат некое знаење, мислам, уреду е, нормално, пожелно е да дојдат со знаење, има, мислам, 1, 2, 3 учеснички кои што веќе имаат некој искуство. Колку толку, но работилница опфаќа све, буквално, од нула, како што напоменав, почнуваме, а опрема изучуваме тука CDJ на Пионир, грамофони во моментов ги немаме, пошто часов е за CDJ, грамофони 1210 Technics и миксета имаме Пионир 900 Nexus 2. Значи, ова е некој си индустријски стандард во клубовите ширум светот и ни беше битно девојките да учат на, буквално, индустријскиот стандард што е на секаде низ светот, пошто после ќе им биде многу полесно и на некоја си по-низок ниво на опрема да може да миксаат и да пуштаат. Сакаме целото време да го дедицираме секој што доаѓа, секој учесничка што доаѓа на оваа работилница да има еднакво време да работи на опрема. Почнавме од basic ствари, почнавме од разговори за жанрови, електронска музика, структура на една трака, меѓутоа најголем дел од времето сакаме да го посветиме да работат на опрема, така што се фокусираме на сите да им посветиме многу време за да им покажеме се што знаеме и да со слободата да може да ја користат опремата ефектно. Сметав дека можам и треба да се пријавам, бидејќи имав желба да ги покажам своите вештини и својата несомнена желба за пуштање на музика. Всушност сакав да се надоградам. Чувствував дека има потреба оваа сцена од повеќе знајни македонски диџејки, бидејќи како и секаде во светот, не само на Балканот или во Македонија, попознатите диџеи се мажи, па сметам дека овој повик ќе допринесе да се дознаат повеќе имиња на женски диџејки. Имаме можност да научиме како функционираат комплетно CDJ и исто така сите тие работи кои што се потребни на еден диџеј. Исто така имаме и можноста да работиме со грамофони, кои што барем според мене голем број од денешните диџеи можда ја немале таа шанса и да имале, знам дека на почеток имале потешкоти, што е многу комплексен начинот да работиш со грамофони, пошто е многу едноставна и направата и се. Имаме само плочата, иглата и толку само пич за да поместиме брзина. Се друго се остава на самиот диџеј.